Екипата на Брегалница славеше минимална победа 0-1, но голема победа. Трите бодови заминува на контото на тимот од Штип, со што сега Брегалница го чува врвот благодарение на погодокот на Бојан Рајков во првиот дел од надпреварот кој што се одигра во Радовиш, победа која што беше прославено со верната фаланга. Единствениот надпревар без погодоци беше тој во Струмица, каде што Беласица и Кожев одигра 0-0 и ги поделија бодовите. Скопје славеше лото победа од 7-0 над Саса, додека пак екипата на Охрид со 6-7 го доби тимот на Преспа, што беше за очекување, додека пак екипата на Шкендија рачинува со убедливе 5-0 го доби тимот на победа. Трите бодови останаа во Кочани, откако екипата на Осогово со 2-1 го доби Тетекс за уште една победа, а пак надпреварот во Виница заврши без победник. Слога Вардар Неготино 3-3. Тимот на Горан Тодорчев пропушти можноста да триумфира, па веќе со ова станува јасно дека екипите на Големо Коњири, кои што утре ќе игра против Новаци за затварање на 25-тото коло, заедно со победа, меѓутоа тука веќе екипата на Преспа, Вардар Неготино, Слога Виница испаѓаат во трета лига, додека пак Саса, Кожув и екипата на Тетекс ки играат бараш за опстанок. Во горниот дел од табелата промени нема, Брегалница е прва 58 бодови, додека пак Охрид, Скопје и Шкендија рачинува го делат второто место со по 56 бодови. Беласица останува на петата позиција, 49 бодови на своето конто. Осогово е 6, 47 бодови, Детонит Плачковица е 7 со 44 бодови, Новаци е 8 со 40 бодови, доколку ја оправда фаворитската улога утре против Големо Коњири на гостински терен, ки има 43 бодови без можност да напредува на самата првенствена табела. Следниот викенд се играат надпреварот од 26-тото коло.